Добро вечер во емисијата 360 степени насад. Во вечерашно издание објавуваме. Сомнежите се дека пазарот е направен со овој случај, дека Канчевска Милевска ќе биде ослободена во судскиот процес за возврат сега ги поддржува уставните промени. Потполно не се согласувам, значи, со тој еден ваш став, нели, во кој кажувате. Интервју. Потрагата по ставовите на блиските и на жителите од местата од кои потекнуваат четворица од осумината пратеници на опозицијата, кои ја поддржаа првата фаза од уставните измени, ја започнуваме од Вевчани. Први сигнали за меѓународна изолација на раководството на ВМРО ДПМН. Метју Палмер не се сретна со Христијан Мицкоски. At this point, there's nothing more to discuss. Кулминираат меѓусебните обвинувања во проруската партија Единствена Македонија по исклучувањето на Стефан Влахов Мицов. На седница на извршниот комитет бараше да формираме воено крило. Тој оди на политички разговори и бара средби со руски тајни служби. Поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска Милевска е една од 8 теми на пратеници од опозицијата кои во петокот доцна навечер гласаа за пристапување кон измени на уставот. Еве како Канчевска Милевска објаснува зошто решила да не го следи ставот на раководството на ВМРО ДПМН и да поддржи отворање на процедурата за уставни промени според договорот за името од Преспа. За едни вашиот потек е историски исчекор, за други историско предавство. Да, ја сметам дека е направен историски исчекор во оваа фаза каде што се наоѓаме, значи, во собранието. Вие пред малце, значи, напоменавте дека ние во петокот гласавме за отварање на уставот и влегување во една амандманска расправа. Ја бар тоа така го гледам, бидејќи знаете како во јавноста се создава една лоша перцепција. Има и граѓани кои што не ја познаваат точно и деловничката работа, нели, и процесот во самото собрание и сметаат дека ние сме гласале веднаш за промена на уставот, промена на името и прифаќање на договорот. Ова е само дел од разговорот со пратеничката и поранешна министерка во која детално разговараме за тоа во каква врска се нејзината одлука да гласа во прилог на уставни измени и обвинението на СЈО против неа во случајот тендери. Дали ја предала партијата која и овозможи 9 години да биде министерка за култура? Има ли закани и каде ја гледа својата и улогата на ВМРО ДПМН во иднина? Интегралното интервју со Канчевска Милевска е малку подоцна во емисијата. Продолжуваме. Жителите на Охрид, Струга и Вевчани, од каде се четворица од пратениците што овозможија да се стигне до 80 гласа за отворање на процесот на уставни измени, различно ја доживуваат одлуката на своите сограѓани народни избраници. Адвокатите на овие пратеници, од кои тројца беа пуштени од домашен притвор непосредно пред гласањето во собранието, тврдат дека повикот на премиерот за помирување, одлуката на судот да ги ослободи нивните клиенти и нивниот глас за во парламентот се случајна коинциденција. Зоран Јовановски. Потрагата по ставовите на блиските и на жителите од местата од кои потекнуваат четворица од осумината пратеници на опозицијата, кои ја поддржаа првата фаза од уставните измени, ја започнуваме од Вевчани. Од тука потекнува пратеникот Крсто Мукоски. Тој тука и живее со неговото семејство. Пратеничката кариера ја започнува во 2008 година. Во Вевчани секој се знае со секого, а особено семејството и домот на пратеникот Крсто Мукоски. Добри се луѓето, супер. Еве го татко му тука е. Добар ден. Дечо. Здраво. Извинете да ве прашаме нешто кратко. Тој не сакаше да зборува со нашата екипа. За разговор не беа многу расположени и неговите соселани, но неколку мината кои застанаа пред камерата, застана и зад постапката на нивниот пратеник. Пред некој време им беше херој, сега им е предавник. Сега на тие што им беше порано непријател, сега им е херој. Се смена, значи, да работите. Сметате дека е добро што гласаше за уставни измени? Добро е. За децата него, за внуците мои, за сите. Политиката е таква и не може ништо да те изненади, по мен. Тоа е добар потек или лош потек? Од аспект на државата и незиниот просперитет, да, добар е потек. А од друг аспект? Од друг аспект, процесите што
треба да се тера, треба да се тера. Од изброените гласови Крсто Муковски беше во можност да гласа за во петокот, бидејќи истиот ден му беше укинат куќниот притвор како обвинет за настаните од 27 април. против, Неговиот адвокат Игор Кичеец објаснува дека причината што е укинат домашниот притвор се аргументите кои секој месец ги пишувале во жалбите за притворот до судот. Но немаше конкретен одговор зошто токму сега судот ги уважил аргументите. Епа од тие истите причини, веројатно под притисок на општата атмосфера во државата, веројатно судиите се повнимателно ја прочитале жалбата и ги уважиле нашите наводи. Градот Охрид, во кој работи адвокатот Кичеец, е дом на уште двајца пратеници на ВМРО ДПМНЕ, кои, како и Крсто Муковски, решија да гласат за во петокот. Куќата на Сашо Василевски е на оваа уличка и нејзе ја чува полиција. Јас сум разочаран. А тој нека се мисли за себе си. Зошто така? Не знам да што викам, значи јас имам друг став. Многу убава постапка. Така ако продолжат, за сите ќе биде олеснително. Значи прво за вас младите. Ние ако останеме во овај круг кај што снесе, ако не излеземе надвор, ќе поминеме тешко. Пратеникот Љубен Арнаудов, партиски колега и сограѓанин на Василевски, кој исто така стисна за во петокот, живее во стариот дел на Охрид. Почитуван е поради докторската професија, но охриѓани сега се поделени за неговиот политички ангажман. Не направи лош потез, не направи добар потез за Македонија, за да одме напред. Најчисто и најпоштено беше да ја пратеа политиката на партијата, мислам. Го прашавме адвокатот на Василевски, има ли поврзаност на тоа што неговиот клиент излезе од домашен притвор само еден ден пред клучното гласање. Беше поднесена и предходно гаранција, значи долго време пред ова да се случи, поднесена гаранција во вредност од 400.000 евра и одлучи кривичниот совет на основен суд Скопје 1 да го пушти со тоа што беа одземени патните исправи и други мерки на предпазливост. Јас не гледам никаква поврзаност во однос на тоа што се случуваше во собрание, што се однесува во однос на одредени ветувања. Единствениот глас за од пратеник на ВМРО ДПМНЕ од Охридско-Струшкиот регион против кого нема судска постапка беше оној на Нола Исмеиловска Старова. Од нејзините соседи дознавме дека таа веќе и не живее во родната Струга, но и без тоа нејзината постапка предизвикува поделени мислења. Со нашите гласови седнатаа таму. Добро. Не го одобрувате? Не, никако. Што мислите што требаше да направи? По најмала рака да поднесите оставка кој имаше притисоци. Многу добар потек, али овие ваберовците, тие се националисти овде. Тие не сакат ни со албанци да живеат, тие не сакат со никого. Тие не сакат Европа, тие не сакат НАТО, тие сакат Русија. Русија овде не може да дојде. Фалени за храброст и обвинувани за предавство. Овие пратеници преживуваат тежок период во нивните политички кариери. Тоа веројатно ќе потрае најмалку до третата фаза од уставните измени. Први сигнали за меѓународна изолација на актуелното раководство на ВМРО ДПМНЕ. Шефот за Балканот во американскиот Стейт Департмент Метју Палмер денеска во Скопје се сретна со лидерите на речиси сите релевантни парламентарни партии, освен со Христијан Мицкоски. Зошто? Од Владимир Мирчевски. Христијан Мицкоски, но и Ѓорѓи Иванов не се најдоа на денешната агенда на шефот за Балканот во Стейт Департментот. Но Метју Палмер реши да се види со 7 пратеници на ВМРО ДПМНЕ, кои во петокот гласаа за старт на уставните измени. На брифинг на кој беше дозволено само аудио снимање, Палмер објасни зошто решил да не се гледа со лидерот на ВМРО ДПМНЕ. We understand Mr. Michalski's position and his views. We have a different view for the best path forward for Macedonia at this time. And our views, I think, are also well understood by Mr. Michalski and by VMRO DPMNE. At this point, there's nothing more to discuss. На брифингот Палмер не сакаше да зборува во детали за разговорот со 7 сега веќе поранешни пратеници на ВМРО ДПМНЕ. Ги пофали за како што ја нарече нивната храброст и за тоа што земјата ја ставиле пред партијата.
What you heard from the VMRO-DPMNE MPs on their situation, about their security, were they forced to vote? Were there any intimidation? I don't want to any speak for pressures? them. If you want to know what they think, really should ask them. I can tell you what the U.S. views are of the PRESPA agreement going forward, but I don't want to speak for VMRO or any particular VMRO What are representative. United States views on the position of VMRO-DPMNE as the main opposition party here in Macedonia? We were disappointed that VMRO-DPMNE was not able to make the decision to support the agreement. We had hoped that the leadership of VMRO-DPMNE would make clear to its MPs that they were free to vote their conscience without fear of retribution or retaliation. And we are pleased that 80 MPs voted in favor of the agreement on Friday, which opens up a possibility for the agreement to move forward to full implementation. It's not a done deal. What happened on Friday was the beginning of a process that will take 90 or 100 days. It's going to take a while. That coalition needs to hold together. Договорот од Преспа Палмер го нарече фундаментален за иднината на земјата. Гледа можни пречки во неговото натамошно имплементирање. I think there are reasons to be concerned about negative outside influence that is other than transparent. I think in particular that Russian authorities have played a role in the run-up to the referendum and the run-up to the voting in Parliament that was not transparent, that was unconstructive, that was aimed at deepening social divisions, aimed at undermining the faith of the Macedonian public and Macedonian institutions. And that is in no way unique to Macedonia. I think we've seen the Kremlin and Russian authorities playing a similarly negative and destructive role across the Western Balkans. It's unfortunate. За иницијативата за помирување Палмер смета дека е добар чекор во кој мора да се внимава на вистинскиот баланс меѓу тоа што е одговорност, а што помирување. Што се случува со раководството на партијата Единствена Македонија, која отворено пропагираше бојкот на референдумот и се залага за стратешко партнерство со Русија? Од партијата неодамна беше исклучен Стефан Влахов Мицов, а лидерот Јанко Бачев ретко има јавни настапи во последно време. Со Бачев и Влахов Мицов, кои меѓусебно се обвинуваат дека се тројански коњи, разговараше Славица Филиповска. Автобусот Македонија бојкотира ја сврте цела држава, но на крај ги однесе главните патници во различни правци. Зошто господинот Јанко Бачев не се појавува на собирите? Затоа ќе го прашате лично него. Што ги скара и каде се довчерашните водачи на бојкотот на референдумот? Преземал активности да ја компрометира таа наша заложба за соработка со Русија. Јас оцрнувам идејата за Русија. Па кој го отнесе во Русија? Вака лидерот на партијата Единствена Македонија Јанко Бачев протестираше пред собранието на денот кога во Невици се потпиша договорот за името. Подоцна таа вечер, сепак бараконосецот не доби можност и да се обрати пред демонстрантите. Иста локација, но 2,5 месеци подоцна. Вечерта на 30 септември, Бачев е еден од предводниците на славието по непостигнувањето на цензус на референдумот. И покрај тоа што лично ја предводеше кампањата за бојкот, Бачев повторно не доби минути на микрофонот. Од таа вечер првиот човек на партијата Единствена Македонија го нема ниту меѓу малобројните демонстранти кои доскоро патуваа со него со автобус низ земјава, а сега кампуваат и ги блокираат улиците кај собранието. Секогаш кога имало вакви протести, кога имало повеќе здружувања на организации, партии, секогаш имало некои уфрнени луѓе кои создавале проблеми. Тоа не само кај нас во Македонија, тоа го има во цел свет. Мислите дека господинот Бачев е уфрлен играч? Не знам, тоа времето ќе покаже. Посочен од соработниците, Бачев го снема и од јавните настапи. Го побаравме и го прашавме лично, кој му го одзеде микрофонот и наклонетоста на бојкотирачите. И јас бев спречен еден таков собир, исто така од Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ да не се обратам пред собранието. Зошто ВМРО-ДПМНЕ не би сакале вие да се обратите пред собранието? Па тоа не е познато сега. Нашето соопштение беше во смисла дека да се вразумат тие од раководството на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи нашиот заеднички непријател треба да биде марионетската власт.
Почетокот на негостопримството кон Бачев временски се совпаѓа со неговата одлука од партиските редови да го исклучи професорот Стефан Влахов Мицов. Причината, според лидерот на Единствена Македонија, е разлика во политичките ставови. Ширил такви небулози, ќе почне Трета светска војна, ќе дојдат руски тенкови, руски авиони од Србија, еве дојде септември и се замина, па не се случи ништо. Значи ја компрометирал таа идеја, во јавноста створи идеја дека ние сме некоја руска инсталација, дека некоја испостава од Русија, тоа не е точно, ние сме автохтона македонска политичка партија која што имаме најнормална соработка со партијата Единствена Русија, со која што делиме исти вредности. Токму судирот на линија Бачев-Мицов на виделина го вади Валканиот веш за тоа како и кој го помагал бојкотот на референдумот. Например, Бачев обвинува дека Влахов Мицов извлекол пари од македонски иселеник во Австралија во име на партијата, а потоа ги присвоил за себе. Пред партиските тела на маса ставал и радикални предлози. На седница на извршниот комитет бараше да формираме воено крило, иако ние како партија нити имаме такви можности, нити има таква законска основа и сега гледаме дека намерата било додека ако го и он инсистираше без разлика што нема можности да донесеме барем формална одлука. И сега ние гледаме дека целта била ако донесоме формална одлука, тајната служба ќе имаше законска основа да не споапси сите. И додека Бачев сугерира дека активностите на Влахов Мицов биле во насока да се навлече МВР, сега веќе поранешниот член на партијата обвинува дека лидерот е тој што влегол во сомнителни води. Тој оди на политички разговори и бара средби со руски тајни служби. Бара средби. Тоа ме буни, нормално. Второ, и тука кога го отнесов кај рускиот амбасадор, затоа што тој не знаеше каде е руската амбасада. Тој знаеше дека некаде околу околу црквата, во близина, ама не знаеше каде. Кај Щербак. И овој почна да му бара пари. И со какво образложение? Вели, ВМРО, ДПМН и СДС организират митинзи и за таа работа носат луѓе со автобуси. Ние може да организираме големи митинзи, ама ни са потребни пари за пошо овие делат сандвичи, дават пијалок, дават пари и тоа. Амбасадорот Щербак се збуни и му одржа една лекција. И му кажа, слушайте, вие и да имате пари, секако не од русите, и да имате пари, и да ги плаќате тие демонстранти. Потоа некој друг ќе им плати повеќе и тие ќе одат кај нив. Значи, вие мора да имате луѓе кои за идејата. Го прашавте зошто бара средби со тајните служби во Русија? За подкрепа. Американците, хунтата во Македонија сакат да прикажат руско влијание. И ако нема тоа, за да прикажат руско влијание, мора да се создаде таква партија со лидер кој е под нивно влијание, кој прави провокации дека русите го обезбедуваат, дека еди шоси, врз таа база западните медиуми викат еве ги русите, па тој е тројански кон. По интервјуата со Бачев и со Влахов Мицов, 360 степени се обрати до руската амбасада во Скопје. Оттаму вела дека контактите со политичките партии и организации, вклучително и на ниво на амбасадор, се вообичаена дипломатска практика, па и со раководството на Единствена Македонија. Ниту руската страна, ниту амбасадата на Русија давале финансиска или каква било друга помош, ниту имаат намера да го прават тоа во иднина. Самото поставување на ваквото прашање е неуместно и сведочи за неразбирањето на суштината на нашата политика, вклучително и кон пријателска Македонија. Патувања на општествено-политички дејци за Русија се реализираат на покана од нивни руски партнери. За содржината на патувањата на господин Бачев, амбасадата нема информации. За разлика од сведоштвата за средби со претходниот руски амбасадор Щербак, Бачев и Влахов Мицов велат дека не се виделе со новиот руски амбасадор во Македонија. Ниту тие побарале средба, ниту некој нив ги побарал. Барем такви се тврдењата. Најавив на почетокот на оваа емисија наша гостинка вечерва Елизабета Канчевска-Милевска, поранешна министерка за култура, една од 8 на пратеници од опозицијата кои во петокот навечер гласаа за иницијација на процесот за уставни промени. Господјо Канчевска-Милевска, добро вечер и добре дојдовте.
Добро вечер. Пред се ви благодарам на поканата. За едни вашиот потек е историски исчекор, за други историско предавство. Како Канческа Милевска го објаснува своето за во петокот навечер? Значи, кој како го гледа. Да, јас сметам дека е направен историски исчекор во оваа фаза каде што се наоѓаме, значи, во собранието. Вие пред малце, значи, напоменавте дека ние во петокот гласавме за отварање на Уставот и влегување во една амандманска расправа. Ја бар тоа така го гледам, бидејќи знаете како во јавноста се создава една лоша перцепција. Има и граѓани кои што не ја познаваат точно и деловничката работа, нели, и процесот во самото собрание и сметаат дека ние сме гласале веднаш за промена на Уставот, промена на името и прифаќање на договорот. Но ајде фер да бидеме, точно е. Ова е една од трите фази. Конечната фаза ќе биде клучна, но факт е дека многу суштински промени не може да се очекуваат. Па ние треба да влеземе во амандманска расправа и да видиме што можеме да направиме. Јас, доколку ме следевте, значи, мојата одлука ја донесов без никакви притисоци, ниту од една, ниту од друга страна. Значи, одлуката ја донесов врз основа на една сеопфатна анализа на состојбата во нашата држава. Кога велам сеопфатна анализа, значи зборувам и за моменталната состојба, претходно исто како целокупниот овој процес се водел. И ако ме следевте, значи, во говорот кој што го имав во собранието, значи, точно, прецизно, аналитично кажав кои грешки ги има направено и едната и другата страна. И ние не можеме да избегаме од тие грешки. Да. Ако сакаме да, се извинам што ве прекинувам, да дојдеме до тоа прашање, што, како да кажам, не се согласувам дали ова е предавство или некој историски, нели, исчекор, затоа што многу неприфатливо е за мене да се делат и пратениците за предавници, за херои, за патриоти и така натаму. Многумина симпатизери, членови на вашата партија, жестоко реагираат на таа ваша одлука и на другите ваши колеги. Го видовме, генералниот секретар на партијата истата вечер споменуваше суми за подкуп, па споменуваше дури милионски суми. Да, па јас во таа прилика го повикувам и него, ги повикувам и сите оние кои што имаат сомнеш во таа насока, нели, јавно да кажат дали некој зел е подкупен со одредена сума, мислам јавно тоа да го кажат и да се испита сето тоа што е кажано, затоа што ние не можеме туку така од ракав да кажуваме некои работи. Имате ли значи, јас затоа велам, стојам зад мојата одлука, и затоа велам дека во јавноста перцепцијата е многу погрешна. Значи, ние влегуваме, јас лично сметав, како Елизабета, дека е неопходно да влеземе во една амандманска расправа. Бидејќи, знаете како, се кажува дека, нели, ќе се направи подобро нешто, знаеме како тоа и одело, нели, претходно. Јас не сум учествувала во никакви преговори политички, нели, за некаков договор, за заложби дека нема да се промени нешто и така натаму. Значи, имало одредени личности кои на политичко ниво претходно функционирале во таа насока. Јас сметав дека е неопходно да влеземе во амандманска расправа и од една едноставна причина, што самиот процес се менаџираше лошо. Значи, ние, Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, договорот требаше да го стави на разгледување на матичната комисија за надворешна политика. Тоа морам да ви го кажам, мислам, кратко вака аналитично, бидејќи, нели, и немаме доста време да говориме во таа насока, но зашто сум дошла до таква одлука? Значи, ние немавме можност, тука се прекрши деловникот во собранието, ние договорот требаше да го имаме на комисијата матично за надворешна политика, да дебатираме. Тоа беше неопходно важно. Да дебатираме, да повикаме експерти,
Има експерти и по меѓународно и Власта и мнозинството решија по еден друг пат значи да одеа одат. по друг пат, каде што сега се гледа дека се сгреши тој пат. Оваа И затоа одлука- сметав дека треба да се вклучи. Оваа ваша одлука од петокот навечер сепак е напуштање на тоа што е партиски став или став барем на раководството на Вие имате вашата. слушнано дали имате вака како новинар? Беа Не, против дали инициација партијата на имала став? уставните измени. Таа немаше став пред референдумот, но сега рече дека нема да ги поддржи уставните измени. Не, значи едно е да има став партијата, нели? И дали тој став, едно е став, едно е одлука на извршен комитет, нели? Легитимно, значи на сите тие нивоа и да се каже дека извршниот комитет, централниот комитет и така натака донел одлука дека не треба да Но имаше се гласа и да се оди во таа насока. одлука. ВМРО беше неодредена пред референдумот, но по референдумот телата донесоа одлука дека ќе им препорачаат на своите пратеници да не гласаат за отворање на уставната Јас таква процедура. одлука немам видено, добро, ниту допрела до мене. Не е тоа поентата на моето прашање. Поентата ми е вашиот потек, дел од вашите сопартици, сега не знам дали веќе поранешни или и сегашни ќе дискутираме Не и за би ги тоа делала, малку подоцна, но вашиот потек го доживуваат за предавство. Меѓу другото затоа што таа партија ви овозможи цели 9 години да бидете министерка за култура на една многу важна, значајна, ајде да кажеме и моќна позиција во државата. Па јас како министр Чувствувате дека ја предадовте партијата и во незините идеали и интереси? Во ниеден момент не сум ја предала партијата. Напротив, јас за партијата имам направено многу. Мојот влог... Не, со овој чекор велам. Не, со овој чекор, затоа ви велам, значи во ниеден момент не сум ја предала партијата со овој чекор. Зошто да ја предадам партијата? Затоа што сметам дека треба да влеземе во амандманска расправа, да дискутираме, да дадеме некој придонес, дали можеме нешто да видоизмениме во однос на тој договор. Затоа сум ја предала партијата, затоа што имам изграден одреден став. Ако партијата така ме почитува мене како личност, треба да го слушне и мојот став. Ние треба како пратеници да дебатираме и во партијата. Така, значи нас партијата не поставила како пратеници. Граѓаните ни дале доверба преку партијата и преку идеологијата и сите оние постулати да бидеме пратеници. И затоа велам дека не чувствувам дека не сум можеме да избегнеме од една перцепција дека НЗС за дел од пратениците што гласаа за се активните обвиненија против нив и судските процеси кои што се водат. Конкретно за вас СЈО покрена обвинение под кодно име тендери, станува збор за случај во кој што вие сте обвинета за злоупотреба на службената положба и овластувања при изградбата на музејот на ВМРО ДПМН. Не на музејот, морам да ве исправам, туку на партерот околу музеот. Значи, тоа во јавноста цело време оди како дека се однесува предметот на изградбата на музеот, не се однесува за изградбата на музеот, туку за партерот околу музеот. Добро. Не, битни се тие работи. Не сакам да влеземе сега во содржинска расправа околу тоа, го знам вашиот став, вие тврдите дека целата документација таму е чиста, СЈО тврди дека постојат телефонски разговори претходни во кои што вие се договарате со директорот на Бетон Штип, но не сакам да влегуваме сега во содржинска расправа, затоа можеби еден ден ќе имаме шанса и за тоа повеќе да разговараме. И имате шанса. Имав и пресконференција со целата документација, така да имаше секој можност да види и тоа не е скришно, целата документација е таа, така да, но кој колку имал желба да види, тоа е веќе друго. Да. Сомнежите се дека пазарот е направен со овој случај, дека Канчевска Милевска ќе биде ослободена во судскиот процес за возврат, сега ги поддржува уставните промени. Потполно не се согласувам, значи, со тој еден ваш став, нели го кажувате, како што кажав, дека некој споменува дека имало подкуп, средства се делеле, повторно ги повикувам. Сите кои што имаат таков сомнеж или имаат било каков некој доказ, да го изнесат. Јас си се обратив и јавно, еве сега во вашата емисија во таа насока, ниту пак има сега секој исто така ќе го повикам, еве може да повикам и опозицијата и власта во моментов, специјалното јавно обвинителство, дали со мене постоеле такви едни преговори во таа насока. Не. Значи, мојата одлука ја донесов,
ќе ви кажам, за една подобра иднина за нашата држава. Заев рече се сретнал со сите пратеници што гласаа за. Разговаравте со Заев? Како? Заев изјави дека се сретнал со сите пратеници што гласаа Сме се за. среќавале во собранието. На оваа тема сте Во зборувале? собранието, онака сме дебатирале. Ние со многу колеги, можам да ви кажам дека со многу колеги од пратениците кои што се од власта во моментов, разговараме, дебатираме во оваа насока. Со наши исто колеги од мојата пратеничка група, исто така сме разговарали, сме дебатирале. Се координиравте ли на некаков начин со тие 72 за кои што беше известно дека ќе гласаат за? Како седницата почна 15 на минути по 22, кога очигледно беше дека некој е сигурен дека има 80 гласа за? Јас ќе ви кажам за мене лично. Јас со никој претходно не сум се договарала. Мојот став бил изграден лично, јас самата. Знаете како, можевме да се доведеме во собраниската сала да бидам ја таа единствена. Ме разбирате? Која што би гласала во овој процес, по однос на таа точка, за, дека треба да продолжиме во амандманска расправа. Можеше да се случи и тоа. Јас сум размислувала за тоа и сум пред мене сум си чиста во однос на мојата одлука. Значи, можеше и тоа да се случи. Воопшто, значи, не сум вршала никаков притисок, ниту некој вршил притисок врз мене. Затоа ви велам. Ниту постои, амблок ги отфрлам тие тврдења дека постоел некој подкуп, дека постоело некое договарање, дека има некои колеги кои што воопшто не ги тангира сето ова. Вие што го кажувате. Да, вашето гласање, значи, чисто вашето лично гласање, димензија, ми е интересно од еден друг аспект исто така. Вие сте еден од, ајде да ги кажеме, оперативците во рамките на проектот Скопје 2014. Министерството за култура беше една од институциите надлежни за изградба на дел од објектите во рамките на тој проект. Знаете дека тој проект доби етикети за антикомански, антиквизацијски и така натаму. Сега, во согласност со договорот, дел од тие објекти споменици ќе треба или да се дислоцираат, или на нив да им се стави надпис дека се дел од хеленското културно наследство. Сега, која е вистинската Канческа Милевска? Таа што го градеше Скопје 2014, придонесувајќи за градење на антички македонски идентитет, или таа што сега гласаше за да им се стави надпис на тие објекти и споменици дека се дел од хеленското културно наследство? Повторно се генерализира одредено прашање и се создава една, пак ќе кажам, лажна перцепција во јавноста. Значи да, Елизабета како министер за култура најодговорно стои за сите проекти кои што биле во програмата на владата. Зошто пак некој од другата страна не си го постави прашањето кои се тие објекти? Дали нешто е ветено пред граѓаните како програма и некој да отвори да види дали е сето тоа реализирано? Имате проблем со тоа што на дел од спомениците ќе треба да се стави надпис? Ќе дојдеме и до тоа. Значи, ние како Министерство за култура не сме ги граделе спомениците, ниту по закон можеме да градиме споменици. Јас можам овде, на оваа маса, да разговарам со вас за проекти кои што биле во моја надлежност. Не, но сега, дали имате став како поранешна министерка за култура? Ако треба да се стави надпис на споменикот на воинот на конј, дека е дел од хеленското културно наследство, дали за тоа за вас е прифатливо, бидејќи тоа е дел од овој договор? Значи, затоа ви велам, јас морам да влезам во некоја расправа во собранието за да видам што и како и да го изградам мојот став. Јас не можам вака на голо некое тврдење да кажам дали вака, дали онака. Јас како министер за култура, како човек во тој изминат период, имам дадено голем влог за културата, за идентитетот, за мултикултурализмот на нашата држава. И за промоција на културата на секаде низ свет. Да, некои ќе речат дека... И стојам за тоа. Да, некои ќе речат дека му нанесовте урбано и архитектонско зло на центарот на Скопје. Со кој проект? Може да ми кажете? Со Скопје 2014. Нема сега ве молам, значи вие бидете, мислам, директен со кој проект? Знам, ама чекајте, вие бевте дел од влада. Добро. Имавте локална власт во центар и вие не действувавте како независно Министерство за култура. Вие бевте дел од влада, сте можеле функционирала вашиот став да го како дел од кажувате. владата во однос на она што
ветено и што сум го реализирала. Ја не можам да навлезам за некој проект кој што го реализирала локалната самоуправа и да говорам како го реализирала. Јас можам да кажам ние како сме ги реализирали. Сега зборуваме од урбанистички, архитектонски, естетски аспект. Сето тоа што е направено ви се допаѓа? Точно, јас од урбанистички, архитектонски аспект можам да кажам дека сите проекти кои што Министерството ги водело, ги водело согласно, да, точно, ги водело согласно урбанистичките планови. Ништо, буквално, не е против законски и против урбанистички план. Немавме слушнато да кажете збор против другите проекти. Против кои други? Па против овие другите за кои што велите дека... Јас можам да ви кажам дека одредени работи може не ми се допаѓале. Така? Не се согласувам. Да. Значи, и може, вие, мислам, еве, може не знаете, но може во таа дебата, владина или било каква, може сум го кажувала тоа. Да, така? Многумина од вашите колеги сега го велат тоа, но тогаш не беа гласни. Не, но јас можам да кажам дека она што ние сме го работеле, како театар, како музеј, како концертна сала за Македонската филхармонија, спомен куќата на Тоше Проевски, не знам, портата Македонија, еве, како наш објект, се било согласно архитектонско-урбанистички план. И тоа не смее да се заборави. Но плановите се предмет на одлука, на претходно гласање, на мнозинство и така натаму. Не се согласувам. Значи имало меѓународни конкурси, меѓународни знаат архитектите. Архитектите сега ова кога го говорам и ако го следам. И постојано една или две фирми ги добиваа идејните решенија. Не се согласувам. Затоа велам. Значи ние ако сакаме да говориме за овои проекти, за овие објекти кои што се во наша надлежност, треба навистина пошироко да ги гледаме. Сега време, но веројатно ќе сакам интересна е темата. Да, нема проблем, ни стојам на располагање. Да, добивате ли закани сега од како во петокот? Од каква природа закани? Па не знам, вербални, не знам, по вашиот живот. Следите вие, јас немам Facebook страница, мислам, не комуницирам на тој начин. Се чувствувате безбедна? Верувам дека тој што има и лично јас, мислам, се чувствувам безбедна бидејќи верувам во перспективата на мојата држава и верувам, значи, во она што во тој момент сум го донела како одлука. Добивте обезбедување и вие, го слушнавме министерот дека сите 80 претеници што гласале за... Да, некоја одлука која што е донесена, но сепак јас самостојно и самоиницијативно си се движам како и досега што сум се движела. Затоа велам, не знам за каков збор на закани, нормално дека имам дете кое што е возрасно, нели, 21 година, сега ќе полни за неполни 2 месеци, и нормално дека детето е вклучено во таа и нова комуникација и технологија и разбира и така натака. Но жалосно е вие да втурнувате во сите овие, нели, моменти или јавност или тие, нели, било какви коментари, да втурнувате деца. Може детето е полнолетно, така може има свој став. Може не се согласува, например, со мојот став и така натака. Значи, сите си имаме свој одреден став. Многу деца во изминатите 12 години знаете дека беа таргет. И тоа не го прифаќам. Тоа е жалосно што сме се довеле, жалосно е, да, точно, јас сум и самокритична во тој дел. Жалосно е што сме се довеле во таква ситуација. Ние сите треба да живееме слободно, да имаме слобода во изразувањето, слобода во движењето и да комуницираме. Ја така сум се раководела и така сум функционирала во Министерството за култура. Партијата експресно ве исклучи или не знам што направи, иницираше постапка во која што треба да бидете исклучена од членство од партијата. Како ја доживувате таа одлука? Гледате, јас со сите овие моменти сега што се случуваат, нели, што се пушуваат најразлични коментари од било која страна, многу исправено, мислам, и гордо ги прифаќам сите тие работи, бидејќи сум честна во моите размислувања и честна сум во сето тоа што го имам донесено како одлука. Одлуката на партијата, мислам дека е избрзана, непринципијална, затоа што и верувам дека секој кој што мисли во оваа насока како што јас ви говорам, верувам дека не се согласува со сето тоа, затоа што имате и процедура за исклучување од една партија. И некој да смогне сила тоа да го направи, мене во мојата душа и во моето срце, идеологијата што ја носам сите овие изминати години, и семејно и лично, не може да ми исклучи во таа насока и во моите размислувања, значи, кон основните постулати
на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Очекувате- Значи оди надвор од тие постулати врз кои е заснована партијата. Гледате да ви кажам, партијата не е создадена денес. Партијата ВМРО-ДПМНЕ ја создал некој претходно, некои генерации. Таа е негувана. Многу личности, индивидуи имаат придонесено до оваа партија, нели, ги изгради своите и идеи, и идеали, и постулати. Така да не е благодарно некој да дојде и туку така од ракав да прави исклучување. Има Секој очекувања исклучување треба да има образложение. Зошто некој некого решил да го исклучува? И од кои причини? Има очекувања дека оваа бројка од 80 пратеници ќе расте. Што се вашите очекувања, бидејќи имате директна комуникација со дел од колегите? Па гледате да ви кажам, значи многу од колегите размислуваат во оваа насока како што јас размислувам. Зошто нема храброст да гласаат за? Не знам, тоа треба нив да ги прашате. Јас пак ќе кажам, тој став не го изградив од вечерта за вечерта или од вчерашниот ден за утрешниот ден. Повторно ќе ви кажам, значи го изградив врз една анализа сеопфатна, вклучувајќи ги грешките кои што ги има направено партијата, власта сега во моментов, ние како функционери, и претходни и сегашни. И што е најдобро за иднината. Патриот за мене, знаете што е? Патриот е за мене онаа личност која што и мисли добро од иднината на државата и која што со најразлични сугестии, придонеси, дебати може да реши одредени прашања. Ние имаме суштинско прашање во моментов за државата. Ова прашање е многу важно. Ние не можеме анблок туку така да го отфрламе и луѓето да ги делиме на предавници и патриоти. Не. Тоа е многу грешна теза. Да, вечерва заседава Централниот комитет на вашата партија. Во текот на денот се редеа ваши колеги со пораки, дел во поддршка на лидерот, дел со понеутрални пораки. Имате вие став во однос на лидерството на Христијан Мицкоски? Што мислите? Дали тој добро ја води партијата и дали треба неговото лидерство да биде доведено под знак? Вака, значи јас председателот на партијата господин Христијан Мицкоски го почитувам како личност. Јас за многу овие мои ставови, сега нели немам време тука да ги изнесам целосно, значи сум разговарала, сум укажувала, значи моите размислувања пред да донесам одлуката, сум ги пренела на председателот на партијата, на Христијан Мицкоски. Дека вие ќе гласате за? Значи, пак ќе ви кажам, ако некој ми го следел говорот во собрание, многу јасно говори дека јас во оваа фаза ќе дадам поддршка. Значи, ако некој го следел, бидејќи јас јавно на говорница кажа дека... За мене беше јасно. Затоа велам, ако некој сакал да го следи, значи, јас секогаш сум повикувала дека мораме ние како пратеничка група да бидеме обединети и единствени. Без разлика. Почитувам, многу почитувам и добро е, верувајте ми, да има различни мислења. Критика прифаќам. Значи, ние сега можеме тука да разговараме, вие да ми дадете одредена критика, но треба да ми дозволите и јас аргументирано да ви кажам зошто нешто мислам дека не е така, или се согласувам. Да, затоа и сум прифатила и ве почитувам и сум овде, затоа што имате такви размислувања и ставови. И добро е ние врз основа само на критика можеме да дојдеме до одредени работи кои што верувам дека ќе бидат во една позитивна насока. Ние не треба да бегаме од критика. Ние како пратеничка група треба да бидеме единствени. Ако има некој различно мислење, треба да го каже. Мораме да привршуваме. Не, затоа ви велам. Така да јас мојот став, мислам, размислувања сум ги пренела на господинот Христијан Мицкоски. Но мислам дека треба на вистина во овој период да преовладува разумот. Нас ни треба единство. Доста веќе се делиме на тој начин како што ја почнавте. Единство околу лидерот Мицкоски? Не, единство околу одредени суштински прашања за државата. Не разбирате? Да не ги ставаме интересите на државата за дневно политички цели и амбиции. Треба политиката да тргнеме на страна. Треба да гледаме на вистина реално што можеме да направиме во овој период. А мислам дека можеме. Мислам дека можеме со одредени амандмани да подобриме нешто во овој договор. И цврсто стојам за договор. Јавноста мислам дека го знае вашето писмо. Затоа ги отфрлам сите оние реакции или ставови за подкуп, за било какво преговарање во однос на одредени обвиненија. Не, напротив,
Јас сум таа која што ќе кажам дали имам обвинение или не, или ќе имам или било како. Јас сум инвестирала како Елизабета, како личност во оваа држава. Јас моето образование овде сум го стекнала. Значи овде сум завршила факултет, овде сум магистрирала, овде сум докторирала. Јас го почитувам, значи, правниот поредок на државата. Ние си поигруваме со суштински работи, со суштински прашања. Ние не треба да го рушиме правниот поредок на државата. Ние треба да требаме со заеднички интерес да направиме нешто подобро за Македонија. Затоа ги отфрлам овие било какви тези дека нешто има подкуп. Не, јас најодговорно ви тврдам, никој од колегите не би посегнал за едно вакво прашање да се игра со било каков подкуп. И ги повикувам сите оние кои што сметаат така, најодговорно да излезат и да кажат зошто, од кои причини тоа го кажуваат. За крај или за било какви обвиненија. За крај имате коментар за правосилната пресуда на вашиот екс-шеф Никола Груевски, кој што ќе треба 2 години да оди во затвор? Не, гледате да ви кажам, мислам, од моја страна не е во ред, еве како интелектуалец да коментирам одредени пресуди. Сепак тоа се судски процедури, така да ние во државата имаме 3 столба, така? Извршна, законодавна, судска власт. И во тој дел навистина не би сакала да се мешам. Ви благодарам многу што бевте до 360 степени. Останете на Алсат, по кратката пауза следува саботажата. Да видиме што за вечерва подготвил Сречко Поповски. Откако си дадоа збор, сватовите цело лето и половина есен ги подготвуваа најблиските за предизвиците што ги очекуваат во новото големо семејство. Пред веридбата која се одржа во петокот, таткото на невестата ги сподели дилемите со кои се соочувал, кога решавал дали ќе ја мажи или ќе остави да биде стара мома. Тоа кога треба, зборуваше пратеничката. Да ја мажите. И велите, па ќе оди во едно семејство, знаете, они се побогати, може ќе влијаат на нејзиниот идентитет. Нема да влијаат, истаке. Треба да ја пушта. Абе ќе додадат име друго уште едно на нејзиниот име. Истаке, мојата ќерка ќе биде истака. Треба да ја пушта. Треба да оставиме Македонија. Иако ваквите аргументи не беа прифатливи за дел од семејството кое најмногу му забележува на посесивното момче, кое ни по која цена не прифаќа таа да влезе во заедница со него без да го стави презимето, и не понудија никаква алтернатива, признавајќи дека немале на располагање ниту обични стројници, а камоли зет. Знаете како ние не знаеме утре чиј син со чија ќерка ќе се земе, кој ќе стане сватови, зетови. Оние што не ја планираат иднината најблиску се членовите на роднинството кои со сватот се скарани поради тоа што извисиле кога се делело наследството. Додворувајќи се како интимно пак да посакуваат да биде отворен тестаментот и тврдат дека би се согласиле со мажачката на невестата, ама ако наместо наследникот, свадбената церемонија би ја водел бар еден од завештателите, од старите глави на семејството. Ваквиот процес да го водеше Глигоров, па и Бранко Црвенковски е нешто сосема друго. Во отсуство на таа византиска мудрост, рационално беше прашањето како невестата успеала да го обземе зетот, влијаеле ли сватовите, Кирија Катерина, што навистина е посреди. И кога се појави сомнеш дека за нишанот се делеле меджидии, роднините на невестата кои се против мажачката, за бош муабетот кој излегол од кајнифа не е нивен, ги нарекуваат дилетанти, оние што ги прашуваат за нивниот семеен аматеризам. Дали ви беа понудени пари? Не бе, госпоđo, како и вакви прашања постои непрофесионално. Сепак, веридбата немаше да помине без професионалните роднини на невестата. Тоа се оние кои во минатото, а веројатно и во иднина, постојано ја бранеле, ама никогаш не успевале да ја заштитат, затоа што секогаш нивната борбеност завршувала со добивање некаква функција во семејството, од кое сега се исклучени. За да се вратат таму каде што биле, подготвени се и вербална војна да им објават на сватовите, смислувајќи на вистина интересно филмско сценарио, со впечатлива кореографија во која тие, најверојатно, се гледаат себе си како адмирали. Ке има воена, односно поморска блокада на Преспа со чамци од цивили.
Од другата страна, кај што ќе руча за ЕФ и Ципрас, ќе донесе членство на ВМРО за Ципрас да ги види дека размислуваме поинаку. И на крајот, во тие несигурни езерски чунчиња, ќе има се помалку луѓе, бидејќи ќе расте бројот на членови на семејството кои ќе сакаат таа да отплови во мирни води, на големиот брод. Поради големиот интерес, по веридбата, за свадбата веќе нема да се делат покани. Блиските на семејството најавуваат дека вратата е отворена за сите. Секој кој што имал желба да дојде, не е во скратена желбата, можел да присуствува на настава. Значи не одиме со покани. Подароци нема да се примаат, ниту да се даваат, се додека невестата не го прифати презимето, а семејството на зетот во исто време, пред матичарите, не потврди дека таа е сепак таа, истата, нашата керка. Толку во 360 степени, останете на Алса да ги одгледате и вестите на македонски јазик. Ние повторно ќе се видиме в петок од 22. До тогаш може да не следите на веб страницата на Facebook и Twitter. Пријатно!